Еве денеска во просториите на Куманово Ньюс имаме еден разговор, еден интервју со доктор Милена Илич Пешич, дефектолог, инаку доктор по педагогија, и ќе разговараме за предизвиците на современото време, за дигитализацијата и за се она како влијае на најмалите, а генерално и на семејствата кои ги одгледуваат. Добар ден, доктор Милена. Добар ден, благодарам што ме поканивте. Навистина овде е пријатно кај вас и се надевам ќе направиме еден пријатен разговор. Знам дека имаме актуелна тема, многу за разговори, затоа и подготвивме неколку прашања. Па да почнеме. Дали се забележуваат разлики кај учениците кои денеска се запишуваат во училиште во прво, второ одделение и кај оние кои се запишуваа пред 10-15 години? Мислам дека сте компетентни да одговорите со тоа што веќе имате 20 годишно искуство во образованието. Да, токму затоа јас работам во самиот процес на образование, преку 20 години сум вклучена, работам во основно училиште, особено имам достапност до најмалите генерации, оние кои се запишуваат во прво одделение пред да се запишат, нели, постои скрининг кога доаѓаат во стручната служба и така натаму, меѓутоа и ние како училиште и стручна служба, јас сум дел од стручната служба на основното училиште Браќа Миладиновци, имаме обврска да ги следиме, да ги да мониторираме нивниот развиток. За жал можам, не само јас, тоа е констатирано општо и не е само тоа моја констатација. Прашете ги сите мои колеги и пошироко и во регионот, не само во нашето училиште. За жал постои една разлика кај децата кои се запишувале во прво одделение, да кажеме пред некои 15, 20, па и пред 10 години, за разлика од овие денешни дечиња кои доаѓаат на почетокот на своето образование на своја 5,5, евентуално 6 годишна возраст. Што забележуваме дека е различно? Првенствено, развитокот на говорот не е еднаков како што би требало да биде и не е соодветен на возраста. Сега не збориме ние генерално за сите деца. Меѓутоа, за еден добар процент кој од година на година станува загрижувачки процент на дечиња кои немаат развиено говор, зависно, согласно со возраста, немаат моторните активности, не им се развиени согласно со возраста, графомоториката не им е развиена и крупната моторика дури, графомоторика, држење на боичка, држење на моливче имаат потешкоти и подоцна и вниманието, тука особено би обрнала внимание јас, вниманието кај малите деца е многу скратено, за разлика од порано, кога имаа внимание и да дослушаат приказна, и да одговорат на прашања, и да прераскажат нешто, овдека, значи, моторните активности се засегнати, развојот на говорот и вниманието кај малите дечиња. Рековте дека е глобален феномен, не е карактеристичен само за нас, за Македонија и регионот. На што се должи тој забавен развој кај децата, недостаток на говор? Дали тоа што порано поаѓаат во училиште, значи цела година во еден развој на детето, не е мала разлика дали тргнуваат на 5,5-6 годишна возраст на училиште или на 7 годишна возраст, или токму дигитализацијата е она што предизвикува забавен развој и отсуство на говор или лош говор кај децата. Кај малите деца. Па сега да расчистиме една работа. Децата и порано тргале на училиште во таа возраст. Само сега, со воведувањето на 9-годишното образование, тргнуваме во прво одделение, додека порано нашите повозрастни генерации тргнувавме во забавиште. Секако се тргнува или на 5,5 или на 6 години, зависно од тоа во кој месец во тековната година е родено детето. Значи, тука разлика нема. Што забележуваме ние и дали е тоа само кај нас? Не е само кај нас, тоа е присутно во целиот регион, можеме да кажеме и во целиот свет. Забележуваме поинаков развиток кај дечињата и одредени проблеми кои се јавуваат. Зошто е тоа така? Постојат голем број на причини, меѓутоа една од главните причини е дигитализацијата и употребувањето, влегувањето, како да кажем, на технологијата премногу во нашиот живот. Да расчистиме една работа. Ние не можеме без
развитокот на технологијата, се наоѓаме во 21. век, така доаѓаме до нови сознанија, така учиме, така се развиваме, потребни се и социјалните мрежи, меѓутоа треба да научиме да ги користиме паметно. Користењето на технологијата и воведувањето на технологијата во најраната возраст на малите дечиња прави одредени проблеми за кои треба да бидеме свесни, да говориме ние како стручни лица и седно да направиме една општа акција за да младите родители ги препознаат тие ситуации и да превенираат таква појава на задоснет говор што се јавува, моторниот развиток, значи рековме, и вниманието кај малите деца како последица од употреба, преголема употреба на технологија, тоест да бидеме конкретни на екраните. И како би требало децата да се забавуваат во своето слободно време? Предучилишните деца имаат доволно слободно време. И колку би било тоа ограничување временско за користење на мобилни телефони, таблети, компјутери, телевизија? Па знаете како сега, ние живееме во едно време кое е дигитализирано, нели? Се ни е така. Младите родители, ако бидеме конкретни, за кои родители збориме? Значи, млади родители на 2-3 годишни дечиња, се во своите 20 и 30 години. Бабите и дедовците, ние не говориме за луѓе кои имаат 90 и 100 години. Се надеваме дека животниот век ќе биде подолг, меѓутоа говориме бабите и дедовците ни се на своји 40, 50 па 60 годишна возраст. Значи и ние самите и како баби и дедовци и како родители на овие млади родители сме подложни на зависност од телефоните, таблетите, лаптопите и така натаму, значи на едно дигитално време кое не можеме да го сопреме. Меѓутоа, мораме да расчистиме една работа. Една работа е да научиме нешто ново, а друго е да бидеме и зависни од тоа што ни го нуди технологијата. Проблемот кај новите генерации, кај малите дечиња и кај младите родители што премногу рано ги воведуваат тие телефони или таблети како една стимулација кај младата популација, збориме за дечиња до 3 годишна возраст, каде што нема потреба тоа да се прави. Како да ги стимулираме, со што да ги забавиме децата? Децата треба да им биде малку и досадно, тоа не е ништо ново што јас ќе го кажам, нити па јас сум го кажала. На децата треба да им биде малку досадно за да најдат начин да се забавуваат. Не треба да им се дава екран, не треба да им се дава телефон, затоа што по телефон подразбирам гледаат различни видеа и така натаму. Јас сум забележала кај помладите родители, кај младите мајки, кога имаат, да се разбереме, живееме во едно брзо време и сакаме се на брзина да направиме, затоа што животот на нас така ни налага. Мораме да стигнеме на повеќе места, да работиме повеќе од една работа за да преживееме. Животот ни налага да живееме брзо. Во тоа брзо живеење ние се правиме побрзо да ни се случи. Така сакаме побрзо да го нараниме детето, доколку чекаме во ред негде во аптека или во драгстор, доколку детето е вознемирено или ни бара нешто или сака, досадно му едноставно. Ние ќе му дадеме телефон за да го смириме, за да му дадеме некоја занимација во која тоа ќе гледа и ние побрзо да завршиме работа. Јас верувам дека на младите родители не им е целта да направат штета на своите деца, меѓутоа треба да јавно говориме и да се освестиме дека тоа не е добро. Ранењето на децата, зависно од тоа, например, кога се храни детето, да му дадеме телефон или таблет за да гледа, за да има некоја занимација и побрзо да го нараниме, тоа не е добро. Например, јас тоа забележувам кај младите родители, дури сум забележала дека постојат некои додатоци за во количка, кога ги шетаат надвор на улица, па додаток за во количка каде што можеш телефонот да го ставиш, например, и тоа јас фрапирана бев кога го видов. А моите деца се големи, јас немам таква потреба, меѓутоа младите родители треба да бидат свесни дека подобро е детето да гледа надвор, па видело маче, па видело куче, па коли проаѓаат, па да не гледа во телефонот, затоа што телефонот, што е проблемот со телефонот и со таблетот? Проблемот е што прави поинаку да функционира малото мозоче.
прави последици ствара врз функционирањето на малото мозоче. Детето, кога гледа во некоја видеоигра или кога гледа во телефонот каде што му даваме некои кратки информации кои блескаат, се менуваат бргу, тоа е нешто апстрактно кое првино тоа не може ни да го разбере, меѓутоа е убав стимулус кој мозокот го сака. Мозокот сака таков стимулус и добива еден хормон на среќа, се лачи, каде што подоцна детето, доколку го изложиме подолго време на такви стимулуси, особено при хранењето, ако ние хранењето, процесот на хранење го поврземе со давање на такви стимулуси кратки, флеш некои информации, детето не ја разбира јадењето и хранењето, не го разбира како однос према храната, туку го поврзува дека во тој момент тоа ќе добие такви стимулуси. Доколку тоа го правиме многу често, детето ќе биде зависно од такви стимулуси и ние фактички го менуваме функционирањето на малото мозоче. Мозочето бара такви информации со кратки блескања и менувања на слики немаме во реалниот живот. И на детето нормално дека станува зависно затоа што хормонот на среќа и различити невронски патишта различно се формираат. Детето кога гледа во еден мал екран, тоа не гледа далеку, гледа блиску. И не може ни да го развие, и очното дно се оштетува. Значи, во повеќе аспекти е тоа голема штета. На крајот на денот, ако гледало телефон или таблет 8 часа, и молчело. Тоа е еднонасочна комуникација. Така. Ние ќе побараме да ни каже нешто. И па како ќе ни каже кога она молчело цел ден? Значи, за да сакаме детето да ни го развие говорот како треба адекватни стимулуси, тоест технологијата да ја тргнеме малку настрана и да сватиме дека тоа е штетно. Ова што говориме ние сега не е ништо ново. Се говори на сите портали, на сите вести, секаде можеме да прочитаме. Меѓутоа имаме проблем со младите родители затоа што навистина е тешко да се направи тој рез и за да се повлечеме наназад, за да разбереме дека тоа е штета и не треба да го правиме на нашите деца. Дали младите родители се под влијание на онаа што е ин, што е аут, што е актуелно, што не е актуелно и на некој вид работа на пресиш? Па да. Живееме во такво на децата. Живееме во такво време. Ние некако заборавивме што се навистина вистинските вредности во одгледувањето на нашите деца. Заборавивме како нашите баби нас не одгледуваа и нашите родители нас не одгледуваа. Да бидеме реални, значи технологијата е присутна поодамна во нашите животи. Јас, например, паметам дека пред 20 и кусур години мене интернетот ми беше, можеби во некои делови на светот бил поприсутен и подостапен за широката народна маса, нели, можеби и порано. Меѓутоа, мене пред 20 и кусур години ми беше достапен паметните телефони веќе пред 10-15 години. Секоја куќа можеше да си дозволи, секој во куќата да си има смарт телефон, нели, како ги викаме. И ние научивме да живееме на тој начин. Научивме така да функционираме. Ние тогаш не знаевме какви последици ќе имаме сега. Сега ги гледаме последиците. Пак ќе повториме. Децата во прво одделение ни доаѓаат неспремни. Немаат внимание, немаат развиен говор, моториката не им е развиено согласно на возраста. Зошто? Затоа што не излегуваат надвор, не се социализираат, не разговараат меѓу себе, не прават муабет. Дури и јас имам забележано младите и овие повозрастните што се, например, 4-5 одделение, 7-8 одделение, ќе излезат на одмор, седат на клупа едни до други, они не разговараат меѓу себе. Дури една фрапантна информација, они се допишуваат седејќи едно до друго, не разговараат. Да, не разговараат, они па сигурно доколку отидете на некој детски роден ден, ќе забележите, ќе се играат што се играат, ќе седнат на маса и сите ќе држат телефони. А они отишле да се социализираат, нели? Не се социализираат на тој начин. Не е социализацијата со тоа што ќе се допишуваме со некој, на некој начин, меѓутоа не е. Социализација е тет-а-тет комуникација, да го гледаш некој во очи, емоциите да ги гледаш, изразот на лицето, бојата на гласот да ја чуеш, тоа е социализацијата, а тоа ни фали малку на малите дечиња затоа што ние
им дадовме технологија многу порано него што е потребно. И сега, како да ги анимираме децата и дали таа дигитализација треба нагло да се пресече? Значи, од денеска нема веќе мобилни телефони, ке се јаде, ке се храни детето без присуство на цртан филм и на било каква содржина. Или тоа намалување, тоа треба да иде постепено и да се намалува секој ден по одреден период. Временски период, 5-10 минути. Па сега вака, да бидеме реални. Во што се наоѓаме, во каква состојба се наоѓаме ние како општество. Идеално би било, од денеска нема телефони, никој не ги употребува. Сега телефоните се потребни, да не се разбереме погрешно. Нас ни ја треба технологијата, ама да научиме да ја користиме паметно и да научиме, ние од технологија можеме да научиме многу што, добиваме информации многу побрзо. И малите деца дури можат да научат нешто, гледајќи емисии, гледајќи цртани филмови. Меѓутоа, тоа да не го прават 24 часа на ден и доколку се изложени на телефоните, таблетите и некои, например, содржини кои можеме да ги видиме преку екраните, тоа да не го прават сами, да го прават заедно со родителите, при што родителите би имале обврска, или бабите и дедовците, нека се вклучат и они, би имале обврска, заедно гледаме цртан филм, да ни биде навика, ајде тоа да го направиме да ни биде ин, заедно да гледаме некој семеен филм, па заедно гледајќи да го коментираме, еве ова се случи тука, па еве овој ова што направи, па еве мачето го брка кучето или било како, или обрнуто. Нешто што се случува, ние да го коментираме, за да детето свати што се случува, тоа веќе не го гледа цртаниот филм или филмот не го гледа само, гледа заедно со нас и имаме повеќе бенефити. Се дружиме, поминуваме квалитетно време заедно, а детето не е изложено на екрани само. Вашето прашање дали можеме да го прекинеме, например, доколку веќе сме дозволиле да имаме една зависност. Збориме за децата од 2-3 годишна возраст. Доколку сме дозволиле, не знаејќи дека тоа е лошо, да не ги критикуваме младите родители. Не се они виновни, они едноставно не се доволно информирани за последиците кои ги носи ова модерно време. Значи, се случило такво нешто, сме му давале на детето, јас имам видено бебиња мали од 7-8 месечна возраст како држат екран и гледаат во екранот и дури родителите дури се гордјаваат, знаеш како он вика, може самиот да се снаоѓа па вклучува сам апликации. Па сето тоа е окей, меѓутоа не му прави на детето штета. Веќе објаснивме на кој начин му прави штета, значи мозокот го менува, му прави една поинакво функционирање на мозокот. Не му е на детето потребно да гледа во екран цел ден. Потребно е тет-а-тет комуникација, потребно е да се игра со поинакви играчки. Да се вратиме на прашањето. Доколку сме дозволиле и не сме знаеле дека е штетно детето да држи екран во своја 2-3 годишна возраст и се навикнало, хипотетички кажано, да се храни, процесот на хранење да го поврзува со гледање во екран. Ние веќе имаме проблем, сме направиле проблем, не знаејќи, да не критикуваме, нели, не знаејќи дека правиме проблем. Сега веќе ако знаеме дека имаме проблем и дека тоа на долги стази ќе ни направи уште поголем проблем, тоа дете ќе има проблем во училиште, тоа дете ќе има проблем со моториката, тоа дете ќе има проблем со вниманието, со говорот. Не смееме одеднаш тоа да го прекинеме затоа што сме направиле зависност во мозочето. Ќе има страшни реакции, детето ќе се бунтува, ќе биде страшно вознемирено. Што треба да направиме? Треба постепено да го намалуваме, например, времетраењето на хранење заедно со телефон, да го скратуваме тоа времетраење на употреба на екранот, со што од една дистанца недела дена или 10 дена ќе го намалиме и скроз ќе го isfрлиме, а паралелно со тоа да внесуваме други активности. Например, кои активности? Практично да кажеме. Кои активности? Па, например, можеме да се играме додека јадеме, за да детето свати дека јадењето е процес кој треба заедно со мама, со баба, со дедо, со бато да го прави, кој јаде заедно со некој и јаде и ужива во храната. Например, ужива во храната. При што ќе се играме, ќе раскажуваме приказни, па како не хранеле нас, па ни направиле војничиње, па ајде авионот лета, па отвори уста.
така ќе комуницираме на тој начин со детето, ќе го застанеме зајчето, мечето, па нив ќе им дадеме малку да јадат, па малку на детето. Детето ни за една игра, ни за една имагинација да ствара една комуникација, па нека седни и бато и дада, па и они ќе јадат, па сите заедно. И така да го направиме тој процес, тој прелаз помеѓу употребата на екранот и самиот процес на јадење да биде самостоен. Добро, за сега обвинуваме сега дигитализацијата, модерниот свет, интернетот, но има се поголем број на деца кои ги покажуваат истите симптоми, ги имаат истите проблеми, а не се толку зависни или барем не ги користат моделните уреди, гаджети, како модерно се викаат, во толкава мера како некои други деца. Родителите дали може да препознаат кое дете има предиспозиција да створи зависност од од дигиталните уреди и што би можело да го спречи? Па знаете како, сега тоа е исто прашање како да прашаме дали родителот е спремен да игра руски рулет со своето дете. Доколку родителот му е јасно дека преголема употреба на екраните, збориме преголема и неправилна употреба на екраните, со долго време држење на нешто во рака каде што се гледа во некој екран и тоа да се прави временски период подолго секој ден, тогаш имаме проблем и сигурно ќе направиме проблем кај тоа детенце. Меѓутоа, кај некои деца, например, може би и помал проблем. Сега ние можеме така да се тешиме, па ете, на другарка ми детето гледаше телефон, па ете бенефит има научи англиски или руски, зависно на кое говорно подречје се одлучило детето да прати некои содржини, што не е лошо, детето научило јазик, меѓутоа јас сепак апелирам на младите родители. Првенствено е важно детето да го научи јазикот на кој се зборува дома, јазикот во средината во која што живее и јазикот на која ќе може да се школува. Англискиот јазик и како е потребен, и рускиот, и францускиот, и така натаму. Меѓутоа, рано е тоа детето прво да го научи, за да му биде мајчиниот јазик како втори јазик. Што се случува со малите деца, исто ќе кажам, кога доаѓаат на 5-6 годишна возраст во училиште, забележуваме една неправилна реченица, една граматички неисправна, еден недостаток на зборови, затоа што подоцна сваќаме кога разговараме, еве и тоа логопедите ќе ви го потврдат, разговараме со децата, уствари можеме да сватиме дека они говорат на еден друг јазик, само го преведуваат англискиот на македонскиот, например, во нашето училиште и тогаш сваќаме дека они всушност реченицата не им е граматички правилна затоа што тие размислуваат на друг јазик, го научиле прво англискиот јазик, подоцна тоа го преведуваат на македонски јазик и добиваме едно несоодветен говор согласно на возраст. Значи, сепак ќе кажам, ние можеме да кажеме дека кај некои деца, одредени деца и нема некои последици, помали или поголеми. Меѓутоа, кај голем број на дечиња има огромни последици доколку им дадеме екран во раце и тоа да го прават долго време во текот на денот, е сега прашање дали би превзеле на себе како родители таков ризик, па да видиме дали ќе има последици или нема да има последици. Кој е моментот кога треба да се побара стручна помош? Што е она што ќе го запали црвеното светло? Знаете како, родителите мислам дека имаат, и не мислам дека тоа е така, имаат вроден инстинкт да почувствуваат дека нешто не е во ред. Оној момент кога малото детенце нема да не гледа, збориме за мали дечиња, година и пол, па дури и порано, кога нема да не гледа во очи, кога нема да ни се радува кога ќе не види, кога нема да се одзива на своето име, да се заврти кога ќе го викаме, кога не сака да се игра со играчки, кога едноставно е отсутно, кога не почнува да брбља, да кажува основни зборови, мама, тато или било како да поврзува реченица, тога веќе на година и пол треба да сме свесни дека имаме проблем и подитно треба да побараме помош. Првин да се обратиме кај својот педијатар матичен, подоцна да побараме логопед, да побараме дефектолог, каде што од стручен аспект ќе го видат нашето дете, ќе поразговараат со нас, ќе го разгледаат детето, ќе се поиграат со него, така ќе го прегледаат, низ игра, нели? И нека кажат они дека е се во ред, ама нас да ни биде едноставно тој инстинкт доколку се појави кај нас дека нешто не е во ред, обавезно да го послушаме.
Веројатно и консултативно може со педијатрите да прашаат дали во одредена возраст соодветствува развојот со она што го прекажува детето. Апсолутно. Препознавање на лицата на најблиските. Да. Имаме ние, например, да збориме од спектарот на аутизам, например, доколку имаме предиспозиции да се појави такво нешто, веќе ќе имаме такви симптоми, затоа е важно се она што сметаме дека не ни е баш како нешто и да ни се чини дека не ни е како треба, веднаш да отидеме, да разговараме со педијатар, со дефектолог, со логопед, они нека кажат дали е така или не е така, зошто е тоа важно. Доколку имаме проблем, ќе се види уште од нарана возраст и веднаш ќе се реагира и ќе се почне со рана стимулација, а раната стимулација е најмногу важна во развојот на децата. Затоа и говориме дека не ни треба употреба на технологија заради раната стимулација која ја прескакаме доколку телефонот ни биде ран стимулус. Дали и исхраната на малите дечиња, значи од раѓање до училишна возраст, може да влијае на ваквите промени и ваквиот развиток? Па, знаете како, за исхраната конкретно треба да се хранат разноврсно. И јас би апелирала, сега е модерно, нели, па да се јаде авокадо, па да се пие бадемово млеко, па не знам. Доволно е да се јаде онаш кое е карактеристично за подрачјето во кое што ние сме се родиле, за кое генетски сме предодредени, нели? Авокадото и не расне кај нас. Немам ништо против авокадото, го јадам и јас. Здраво е, меѓутоа да се фокусираме на она што ни е најдостапно. Доволно е да го јадеме она што ни е достапно, да имаме една разноврсна храна и пак би се вратила јас на брзото живење, што забележувам кај младите родители. Значи, оној момент, веќе од 7-миот месец, да кажеме, кога веќе можеме една блага пасирана храна да внесеме, да не се тоа меки кашички кои сте само стисни голтни, нели, кај малото бебенце, кога ќе почнеме да внесуваме зрнеста храна, па малку да има мали парченца каде што јазичето ќе треба низ усната празнина да манипулира, па да јаде, па да жвакне малку детето, веќе до година дена треба да жвака убаво и така натаму. Запчињата пораснале, се појавиле, тие имаат своја функција. Мора да уведеме и цврста храна, да ја избегуваме, значи пасираната храна како храна, тоа е навистина за мали бебиња. Зошто е тоа важно? Затоа што кај младите родители не ги критикуваме, нели, сакаме да ги подучиме младите родители. Полесно е да му даваме на детето кашичка која ќе ја купиме во продавница и побрзо ќе го нараниме така. Меѓутоа, да се потрудиме тоа да биде домашна храна, домашно произведена, доколку е тоа можно, нели, во денешно време, домашно барем сготвена да биде и да биде со вилушче издробена, а да не биде пасирана во блендер, за да може детето да жвачка, да го научи јазикот, вилицата, овие мускули на образите, да работат. Тоа логопедите најубаво ќе ви го објаснат. Само тоа говорат, мислам, во последно време, да им даваме и цврста храна кога е време на малите деца, за да можат говорниот апарат да си добива своја функција и за да може да функционира кога ќе дојде време. Се почесто се разговараме и пред малку го спомнате аутизмот. Колку е застапен кај нас, дали се познати причините за негова појава? Па вака, аутизмот... И дали има почесто во денешно време, отколку што го имало пора? Аутизмот е невроразвојно нарушување кое се огледа во повеќе сфери во развитокот на детето, недостаток на говор, недостаток на една комуникација, социализација, имагинација и репетитивни или повторувачки некои однесувања кои се јавуваат кај малите деца. Забележано е почесто појава на аутизам кај малите деца и тоа не само кај нас. Значи се ова што го говориме, и говорот, и моториката, и вниманието, и аутизмот не се појавува само во нашето подрачје во кое живееме, туку е еден светски тренд. Сега, конкретно аутизмот можеби се должи еден дел од појавата на аутизам во поголема мера, во Америка дури пред деценија прогласи епидемиски размери. Еве само пример ќе ви кажам. Доколку пред 20 години се диагностицираше 1 на 10.000 дечиња, сега во Америка има некои истражувања 1 на 36, 1 на 40, а предвидувањата за 10 години можете да замислите и какви се, значи многу почесто.
Порано не се диагностицирале толку често, немало такви тестови за диагностицирање и пронаоѓање на аутизмот, меѓутоа сега зошто се појавува аутизмот? Аутизмот може да причината за појавата за аутизам конкретно и не е доволно распознаена и позната, меѓутоа тука се вмешани поголем број на гени вкрстени помеѓу мајката и таткото, срединските фактори и така натаму. Значи имаме една плодна почва за развој на аутизам и тоа веќе се појавува кај малото дете дури во стомакот, меѓутоа првите симптоми ние можеме да ги видиме од 18 месец, година и пол, кога ги забележуваме првите симптоми. Недостаток на појава на првиот говор, брблјање, немање едно внимание, немање добар контакт со очи, зашто го говориме ти. Контактот со очи, значи децето не ни гледа во лице, не гледа во очи, немаме имагинација, немаме една осмислена игра, каде што детето ќе се игра со играчки, па например мечето ќе го става да спие, значи немаме имагинација. Нема да остави мечето на спиење, па како се играат малите деца. Тоа е добра играње, например, практично играње, па ќе прават ручек со замислени состојки, нели, пластични играчки, дрвени, така. Ние правиме, тоа е уште подобро, можеме и тоа да разговараме. Зошто како е најдобро да се играат децата? Многу на млади родители ги избегнуваат вакцините, посебно МРП вакцината, сметајќи ја како директен виновник за појава на аутизам. Па знаете што, прашање за $1.000.000. Меѓутоа јас пак ќе кажам она што го говорам многу често кога ќе дојдам во допир со млади родители. Ние не можеме себе како општество да се доведеме во ситуација да не веруваме на званичната медицина. Тогаш веќе влегуваме во некои води на завери, глобални и така натаму. Јас, пак ќе повторам, работам во процесот на образование и забележуваме, и тоа реагираат и колегите, дека сем помал број на родители ги вакцинираат со редовните вакцини. Значи не говориме ние само за МПР вакцината, за која и ќе објаснам што е спорно, нели, во наводници. Говориме за било која вакцина која секоја генерација има. Примерно се помал број на родители се одзиваат на повикот на здравствените власти дека треба децата во одреден период, особено во малата возраст, до кај 3-то, 4-то, па и до 9-то оделение, зависи која вакцина кога, дека треба да се вакцинираат. Зошто е карактеристична МПР вакцината и зошто е извикана она како предизвикувач, нели, на аутизам? Не е докажано до ден денешен дека она е предизвикувач. Јас само еден податок ќе кажам. Подеднаков е број на децата кои се диагностицирани со аутистичен спектар, кои имаат такви симптоми, помеѓу децата кои примиле и децата кои не примиле вакцина. Зошто е карактеристично за МПР вакцината? Она се прима некаде накај година и пол, 2 годинки, тогаш се појавуваат и првите симптоми. Нека еден број, голем број на родители пријавуваат дека после примањето на таа вакцина се појавиле првите симптоми. И тоа е можно. Тоа е можно, меѓутоа вакцината не е предизвикувач на аутизам, таа може да биде само тригер. Значи вакцината е, нели, атак, знаеме што се вакцините сега, атак на организмот пробува да се брани и така натаму, тогаш симптомите испливуваат на површина. Таму каде што има плодна почва и каде што има предиспозиции за појава на аутизам, не мора вакцината МПР да биде тригер за појава на вакцина. Може нешто друго да биде тригер, кога и да е, тоа е аутизам, доколку има плодна почва и има предиспозиции, ќе се исплива на површина и тоа не можеме да го спречиме. Значи, МПР вакцината не е докажано дека е предизвикувач, ама дека може да биде тригер, точно. Тоа не значи дека треба да не ги вакцинираме децата. Треба да се ги вакцинираме затоа што со невакцинирање на децата ние можеме да дозволиме како општество да ни се вратат сите оние искоренети болести кои поодамна сме ги заборавиле и што се случува на вистина, здравствените власти предупредуваат, се случуваат тие стари болести од кои сите ние се вакцинираме и поред да ни се враќаат полека назад затоа што имаме генерации и генерации невакцинирани деца. Сега сме малку и да кажам многу лесно се служиме со некои
изрази и за некој дете ќе речеме, па тоа е аутистично. Меѓутоа, на пример, не е диагностицирано. Што е разлика? Дали постои тој лажен аутизам? Па да. Лажен аутизам Како може да се разликува? еве сега ќе ви кажам, лажен аутизам во поново време е еден израз кој го усвојува научната јавност, екранизам. Како се појавува тој? Токму со употреба на поголем број на екрани, тоест во подолг временски период. Доколку телефоните, ајде да кажеме, еве конкретно телефоните кои можат да се држат во рака, детето му дадеме полно работно време, 8 часа да си гледа во екран и да си бара само содржини и тоа му е навистина не му интересно. Ја верувам дека му е интересно, му се ствара, нели рековме, една зависност во мозокот, затоа што мозокот добива такви нагли информации, добива хормон на среќа и поинаку функционира малото мозоче, се навикнува на тоа. Детето подоцна му е досадно да гледа надвор од од она што го гледа во телефонот, реалноста му е досадно и не му е доволно занимлива. Воедно, тоа е еднонасочна комуникација, детето не развива потреба, не добива потреба да комуницира, никој не му ни зборува, нели рековме, по 8 часа држење на телефон, ние сакаме да ни прави муабет. Па нема да ни прави муабет, оно ќутело цел ден, молчело, нема да ни прави муабет. Значи, ние не треба да дозволиме такво нешто. Во такви ситуации се појавува една екранизам каде што наликува на аутистичен спектар. Детето нема имагинација, не се игра со други, нема комуникација никаква, обседнато е со телефонот и нас на прв поглед ни наликува дека може би има нешто дел од аутистичниот спектар. Оној момент, во такви ситуации, оној момент кога ќе му го одземеме полека, нели рековме, не одеднаш, полека во еден временски период од краток, нели неколку дена, полека ќе го намалуваме употребувањето на телефон за да подоцна го избациме, а при тоа ќе внесуваме други поинакви содржини, ќе играме со детето, ќе шетаме, ќе излегуваме во природа, ќе му најдеме домашно милениче, па тоа ќе му биде занимација, па ќе читаме приказни, па нешто заеднички ќе работиме. Детето подоцна ги губи тие симптоми и се враќа едноставно во реалноста, затоа што било која работа што и ние во својот живот сакаме да ја внесеме како новина, ако ја правиме доволно долго, ќе ни прерасне во навика. Исто и со малите деца. Ако ги навикнеме дека треба да излегуваат надвор, да си играат со песок, со каменчиња, во реката да собираат каменчиња, во шумата, во ливадата да бараат печурки и цветчиња и така натаму, тоа веќе ќе им биде навика и подоцна ќе прерасне во потреба. Ама тоа првенствено треба самите да го правиме за да ги научиме и децата. Кога е вистинското време да се побара помош од дефектолог и логопед? И на која возраст на детето? И дали тој процес е реверзабилен? Па знаете како е, рековме до сега. Вистинско време да се побара помош е оној момент кога ќе забележиме дека нешто не се развива како треба кај детето. Оној момент, уште во година и нешто, ако не се одзвива на своето име, ако не ни се радува, ако не ни подава рачиња, ако не брблја, ако не каже барем основни зборови, млеко, сок, надвор, топка, било како мама, тато, ако немаме некоја невербална барем комуникација со детето, тогаш веќе можеме да се посомневаме кај малото дете дека може би имаме проблем и тогаш е на вистинското време да се обратиме на дефектолог, логопед, педијатар, каде што они ќе заклучат дали имаме малку проблем или немаме проблем, при што, доколку имаме проблем, веднаш ќе тргнеме со адекватна рана стимулација. Раната стимулација е многу клучна и многу важна во развитокот на детето. Зошто говорам рана стимулација? Не само кај детето. Дефектолозите и логопедите се обучени не само со детето да работат, туку во денешно време е подеднакво потребно да работат и со родителите, со семејствата, за да им објаснат каде некаде сме застраниле во патот, некаде не е наша вина, не можеме се ние да бидеме виновни, меѓутоа она што сме можеле да го превземеме
на поинаков начин да се исправиме, кои игри да ги уведеме, како да го одгледуваме детето, како да му помогнеме и во домашни услови, затоа што не е доволно, ние ќе одиме на третман кај логопед на дефектолог, меѓутоа и во домашни услови треба да се навикнеме и да се научиме како правилно да се однесуваме со децата. И дали може повторно да се постигне развој на децата и да се изедначи со врсниците, онаа дете што се останува во говор, во моторика, во одење? Било кое пореметување, доколку почнеме со рана интервенција, можеме до одреден степен, некаде целосно, некаде само до одреден степен, да ја подобриме таа состојба кај тоа детенце. Значи, ретки се тие дечиња кои не реагираат на стимулација. Скоро сите деца реагираат. Меѓутоа, нивото на кое ќе стигнат зависи нели и од нивото на самото оштетување. Раната стимулација е клучна. Освен тоа, пак е потенцирам, многу е клучно и семејството, значи како една основна клетка, како ги одгледуваме децата. Ајде да направиме да ни биде правилно да ги одгледуваме децата. Правилно одгледување, рековме, спомнавте пред малку и одење во природа, например некои рекреативни активности што би ги препорачале и какви играчки би им купиле да би си играле децата дома, еве во овие студени зимски денови? Па и во студени и во летни зимски денови најдобро е да сме поблиску до природата. Значи, во она природно обкружување на детето. Ајде едноставно да замислиме што би правеле ние доколку не постоеше технологијата, како не одгледувале нас. Ние нормално дека не можеме да се вратиме и не треба да се вратиме во некое дамнешно време. Не можеме живееме на таков начин како што се живеело тогаш. Меѓутоа, тоа биле природни услови за одгледување на едно детенце и во еден природен развиток на едно детенце. Овие услови во кои ние ги одгледуваме децата, не сме виновни, меѓутоа така ги одгледуваме децата, се неприродни. Не му се природни на мозокот, не му се природни на развитокот на детето, за да се развие правилно. За да, доколку сакаме да му помогнеме на детето, а наша обврска е како стручни лица и вие како медиуми да говориме за тоа, мораме да се вратиме на оној природен начин на одгледување на децата без максимална употреба на технологијата. Технологијата е нешто што може да ни помогне, од што може многу нешто да се научи, меѓутоа дозирано и паметно да се употребува. Какви играчки да користат децата? Ја, например, не се слагам со таа девиза и не сега, нели, да се купува на детето све што ќе види. Доколку влезете во една просечно семејство, да влезете во една просечна детска соба, вие ќе добиете напад на сите сетила. Едноставно не знаете каде да погледнете. Па тоа е еден куп играчки, па секакви стимулуси. Детето, доколку малечко дете, го ставите кај голем број на играчки, ќе фати едно, ќе фати друго, ќе изгуби интерес. Значи, детето треба да му даваме играчки. Ја преферирам лично, кога работам со мали деца, дрвени играчки, дрвени коцки, затоа што се од природни материјали направени. Меѓутоа, еве, има и пософистицирани, и пластични, меѓутоа, играчки со кои детето може некоја игра да замисли, да ја развива својата имагинација. Каде што еве количка, па ќе ја носи во гаража, па гаражата ја направил од некои коцки, па можеме тоа. Уште поарно е, доколку сакаме и најдеме време, па сами да изготвуваме играчки, па од картон да правиме кучички на малите куклички, како нас порано што не играли и како ние што сме играле порано, за да детето направи една ситуација во која што може да замислува, па ете прави ручек од пластични, например, или дрвени состојки, па го меша на шпоретот, па автомобилчето, па куклата ја заспева, па и шие фустанчиња, девојчињата се по такви работи. Или ги боцкаат, ако се докторки, нели? Ние заборавивме да си играме со нашите деца. Ајде и да направиме да се играме, да играме со нашите деца. Не само ние како, ние бабите, дедовците, меѓутоа и младите родители, да седат на подот и да играат со своите деца. Доколку се надвор, исто така, да отидеме во природа, да бараме каменчиња во реката, па тоа имаме, например, немате сензорна соба поубава од шумата или од ливадата или од речното корито, каде што имате различити звуци, имате различити мириси, различита текстура, детето да може и да
шљапка босо во тревата. Ние од се нешто се плашиме. Немој да е босо, немој да падне, немој да му биде нешто. Па и да падне, нека се научи и да паѓа. Децата не знаат ни да паѓаат више. Затоа што не им дозволуваме, треба да им дозволиме на децата природно да се развиваат. Сето она што може детето само да го направи, да му дозволиме само да направи. При хранењето, оној момент кога детето може да ја држи лажичката, да се рани самото, нека јаде колку што јаде. Ако не сака да јаде, не мора да јаде. Ние што се навикнавме? Го бркаме детето со лажиче и со танирче по дворот за да го нараниме. Ако не сака на јаде, ќе јаде подоцна. Да го оставиме детето малку рад, да му биде досадно, да не му даваме технологија и да се пронаоѓа и само играчки. Добро, мислам дека ја одработивме оваа тема. Сега ме интересира какво е размислувањето на стручната фела за инклузивното образование во училиштата, која од оваа година стартуваше, од оваа учебна, 23-24 година, кога се сфрлаат оние посебни паралелки, веќе не постојат, туку сите деца кои се разликуваат било кое прашање од другите деца се инклузирани во редовниот образовен процес. Па вака сега, ние се навикнавме стручната фела да не се прашува многу во многу сегменти во нашето живење и последни се прашуваат можеби кога ќе се види дека се направило нешто што или се избрзало во нешто. Стручната фела, дефектолозите, педагозите, психолозите, логопедите немаат ништо против децата со попреченост. Напротив, мене лично животен позив ми е, јас сум дефектолог. Животен позив ми е да им помагам на луѓето кои имаат пречки во својот развој. Не само јас ова го кажувам затоа што стручната фела така размислува. Во овој момент посебните паралелки прераснаа во центри за поддршка, што е окей, согласно на новите околности. Меѓутоа, училиштата, мое мислење, а и мислење не е само мое, на сите стручни лица кои се занимаваат со оваа работа е дека училиштата не ни се доволно подготвени. Зошто не се подготвени? Не се технички подготвени, немаат сите, например, пример да ви давам, имате некое детенце со физички пречки. Детето е во количка. Дали сите наши училишта имаат лифт, каде што детето би можело да стигне во некој кабинет кој е на погорниот спрат? Немаат, тоа имаат само градските урбани училишта и тоа не сите. Барем во нашиот град, на прсти можеме да изброиме кој училиште има лифт вграден како таков. Подоцна можеме да кажеме исто, например, за децата кои имаат потешкоти во менталниот развиток. Доколку се со лесни ментални пречки, би можеле и без проблем се вклучуваат. Меѓутоа, доколку се со умерени или тешки ментални пречки, или имаме некоја тешка форма на аутизам, аутизмот може да се појави во една лесна форма, каде што може да се менаџира, лицето може да се вклучи во општеството, меѓутоа, за жал, понекогаш може да се јави во една потешка форма, каде што посебни предизвици носи таквото менаџирање и вклучување во воспитно-образовниот процес, ние не сме подготвени од аспект што немаме ресурси, училиштата не ни се подготвени, а и немаат сите училишта доволен број на стручни лица кои би им помогнале на наставниците. Рековте стручните лица, не сте доволно подготвени. Што е со наставниот кадар? Кои не се стручно дефектолози, логопеди, педагози, психолози, туку се насочени кон некоја друга научна област. Наставниот кадар во овој момент, што ни се наоѓа во нашите училишта, имаат завршено факултети во кои не е предвидено да се работи со лица со попреченост. Значи, ние можеме таков наставен кадар да пратиме на 1, на 2, на 3 работилници, на 5 семинари и така натаму. Меѓутоа, тоа не е исто како да завршиш дефектолошки факултет кој минимум трае 4 години. Значи, не се виновни наставниците, ја никого нити напаѓам, ниту бранам. Меѓутоа, наставниците не можеме да кажеме дека се баш подготвени да се справат со предизвиците на инклузивниот процес кој е влезен на голема врата. Мораме да бидеме свесни дека не сите држави во светот имаат инклузија на такво ниво како што ние сакаме. Не дека тоа нема да се смени и нема да тргне за подобро, меѓутоа ќе треба многу време и многу ресурси да ги опремиме училиштата,
да ги обучиме наставниците и евентуално следните наставници кои ќе излегуваат од факултетите да бидат подеднакво уште во самиот старт подготвени да работат со лицата со попреченост, а вака не можеме баш да кажеме и да се пофалиме дека се наставниците подготвени, се чувствуваат несигурно, а еден наставник ако не се чувствува доволно несигурно, не му е пријатно и не може да го даде својот максимум, нели? Не може да го даде својот максимум затоа што не знае да се справи со предизвиците кои ги носи работа со лице, особено кога се во прашање тешките форми на аутизам и лица со умерена и тешка ретардација. И на крај, како последно, но не помалку важно, насилството, особено меѓуврсничкото насилство во училиштата, колку е зголемено? Па можеме да кажеме, не само кај нас, повторно ќе се навратиме на истото прашање, не само кај нас, тоа се случува во регионот, сведоци сме што се случи многу скоро и во соседна Србија и така натаму, и во целиот свет сме сведоци. Нивото на насилство кај младите генерации е во пораст. На што се должи? На што пак ќе се вратиме, се должи на преголемата употреба на технологијата, тоест неправилната употреба на технологијата и предизвиците кои ги носи модерното време. Децата гледаат премногу во екраните, гледаат содржини кои не се соодветни за нивна возраст, гледаат содржини кои се насилни. Тоа веќе преоѓа во нивното секојдневно живење, едноставно не прават граница помеѓу реалноста и фиктивното, и така се однесуваат и на училишта. Ја уште една работа имам забележано, се помалку, освен тоа што вниманието е скратено кај младите генерации, и овие, значи не само на 5-6 годишни возраст дечиња, туку и овие што се 7, 8, 9 оделение, се помалку внимание имаат, токму затоа што премногу гледаат во екраните, а во екраните содржините се кратки, дури и ние самите можеме да забележиме доколку повеќе време поминуваме на телефонот и како скроламе, немаме внимание баш се да прочитаме и се да отвориме, само листаме. Истото го прават и децата, немаат внимание, гледаат такви содржини и така, на тој начин пробуваат они да комуницираат помеѓу себе. Таков начин на комуникација им станува прифатлив. Они на тој начин комуницираат, насилно комуницираат помеѓу себе. Нема емпатија, нема разговор, нема социализација, тоест не дека нема, ама намалено е. Токму тоа е и предизвикот на денешното време, неправилната употреба на технологијата, која место да учиме од неа, ние само негативното изгледа го зедовме. Кои се мерките кои како општество, но и како поединци можеме да ги примениме за да се превенира, да се намали насилството, да се обрне поголемо внимание и евентуално да се елиминира на крај? Па да елиминираме, не знам дали имаме доволно, дали е возможно, меѓутоа да го намалиме. Пак ќе се вратиме дури на првото прашање, што е разликата меѓу денешните деца и оние пред 10-15 години. Како општество генерално, не само младите родители, и бабите и дедовците, на сите возрасти, треба да научиме правилно да ја користиме технологијата, да се вратиме на вистинските вредности, некако заборавивме, да излеземе во природа, да се дружиме меѓу себе. Хајде да направиме за време на ручек телефоните да не ни се на масата. Тоа да ни биде да готвиме по дома. Младите домаќинки дури сега и не готват по дома, значи немаат домашна храна. Да ни биде да ги прашаме децата како си поминале на училиште. Ама тоа можеме да го сториме доколку сме заедно на маса, па доколку гледаме заеднички филм. Ние заборавивме да се дружиме едни со други. Заборавивме да се одиме на гости и да разговараме за едноставни теми. Животот ни стана премногу брз, премногу напет, премногу сме вознемирени нон-стоп, премногу сме вклучени во технологијата. Не ни е потребно толка број на информации да располагаме цело време. Значи, доколку направиме напор сите како општество да се вратиме малку наназад и да ги вратиме старите вредности, може би имаме шанса да се исправиме на прав пат. Ви благодарам многу
Рековте во претходниот разговор дека може да ве побераат сите засегнати родители. Да. Каде? Па може да ме побараат на социјалните мрежи, ќе најдат мој контакт и така. Во училиштето, училиште Браќа Миладиновци Да. може да ме побараат, да. Благодарам многу. Разговаравме со доктор Милена Илич Пешич, дефектолог, доктор по педагогија. Благодарам и на вас.